Како да се третираат тврди и полни гради? Вообичаено, доколку се отпочнало самото доење во првите неколку часа после породување, значи негде околу 72 часа после породувањето или третиот ден, отпочнува доаѓањето на повеќе млеко. Обично тој ден бебињата се попоспани заради таа физиолошка жолтица и тоа се совпаќа со наглото на доаѓање на млеко и знаат градите да се наполнат, да бидат тврди, но да бидат растечени. Во тој случај, што треба да се прави? Значи, не треба да се избегнуваат подоите, бебето редовно да се дои, ефективен да биде подојот, значи да не го ставаме да спие на града бебето, да го подсетуваме за да влече и доколку градата почнува да станува црвена, цврста, да добива мајката како температура, треска, во тој случај треба да се третираат градите, или доколку бебето после подојот не ја испразнило добро градата, во тој случај значи се ставаат облоги топли да се опуштат млечните канали, се прави блага масажа, се измолзува или рачно или со пумпа, но не многу често. И овој процес негде доколку се применуваат сите овие постапки, малце е болен, меѓутоа доколку се применува во тој трети ден редовно, тогаш самиот овој процес нема да трае долго, негде околу 1 ден и би требало после тоа да се опуштат градите и да биде поефективен подојот, затоа што на бебето ќе му биде полесно да влече, а и самата мајка ќе биде поопуштена кога ќе знае дека завршил целиот овој за неј за малку мачен процес.